Осуда за руската агресија, повици за прекин на воените дејства, барања за повлекување на руските воени сили. Со тие пораки денеска во Киев допатува Бујар Османи во својство на претседавач со ОПСЕ. Шефот на македонската дипломатија, кому ова му е прва посета откако Северна Македонија го презеде претседавањето со ОПСЕ, се надева дека дипломатијата ќе го замени оружјето за да се спречат натамошните човечки страдања. Спасибо. Допомагайте. Дякую за вашу підтримку. Standing here as OSCE chairman in office, I call on the Russian Federation. Стојќи тука како претседавач со ОПСЕ, ја повикувам Руската Федерација да ја запре оваа војна, да ги повлече своите трупи од Украина, да се обврзе на принципите и вредностите на ОПСЕ и да се врати на дипломатијата. Човечките страдања мора да запрат. Јануарскиот извештај на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации документира повеќе од 18.000 жртви од почетокот на агресијата. Вистинскиот број на загинати или повредени лица е веројатно поголем. Покрај тоа евидентирани се речиси 8 милиони украински бегалци низ Европа, речиси 5 милиони се внатрешно раселени. Овие бројки се шокантни, дури и да се работи само за еден изгубен живот или уништена иднина, тоа е превисока цена за плаќање. Оние кои се одговорни за изложување на невини луѓе на застрашувачки дела мора да одговараат. Османи повтори дека врвен приоритет на претседавањето на Северна Македонија со ОПСЕ ќе биде токму Украина и обидите за враќање на мирот. Тоа според него треба да биде во согласно со вредностите на организацијата, но и на начин кој ќе ги почитува меѓународно признатите граници на Украина. Украина ќе биде врвниот приоритет на нашето претседавање со ОПСЕ. Нема едноставно да го прифатиме она што се случува, туку ќе се вклучиме и ќе ги ставиме алатките на ОПСЕ на располагање за активно изнаоѓање мир. Како претседавач со ОПСЕ, Северна Македонија ќе биде чувар на принципите на организацијата. Ќе ги поддржиме сите иницијативи кои ќе водат до правичен и одржлив мир, обезбедувајќи го територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во рамки на меѓународно признатите граници. Неговиот домаќин, шефот на украинската дипломатија, отиде чекор понатаму. Побара Русија да остане без членството во ОПСЕ, за како што рече, Москва да нема начин да влијае врз работата на организацијата. Украина смета дека единствен начин да се спаси ОПСЕ е да се отстрани Русија од членството. Во однос на ова треба да преземеме се што е можно за на Русија да и се оневозможи да влијае на одредени процеси и одлуки кои се носат на ниво на ОПСЕ. Земјава го презеде претседавањето со ОПСЕ во еден од најтешките моменти во полувековната историја. Организацијата, која се простира на 3 континенти и има 57 земји членки, за прв пат се соочува со таква закана за европската безбедност. Конфликт од широки размери на нејзина територија, незапаметен од Втората светска војна. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.